Пред неколку дена барем јавно регистрира нов случај на педофилија. Институциите бараат поострување на казните за ова кришно дело, како и хемиска кастрација за сторителите. Најстрога казна за молерот педофил кој сексуално злоставувал 2 5-годишни близначки бара министерот за труд и социјала. Ова да биде пример за сите кои во иднина ќе се осудат да направат вакви грозоморни дела. Ние како министерство, поднос на ова прашање, навистина ќе продолжиме да продуцираме нови решенија кои што на овие безчувствителни монструми ќе им докажат дека оваа држава сериозно ќе се бори против сексуалната злоупотреба и педофилијата на деца врз деца. Само од почетокот на годинава јавноста е згрозена со десетина случаи на сексуално злоставување на деца. Поради ваквата алармантна состојба, во Министерството за труд и социјала сериозно размислуваат да иницираат воведување на хемиска кастрација за педофилите. Намалувањето на сексуалната активност со инекции одамна се користи во Русија, Англија, Полска и во многу други земји. Примена на оваа мерка како превенција од педофилијата во земјава бараат и од првата детска амбасада Меѓаши. Централниот регистар би можело да помогне во превенција, но обврзно во комбинација со носење на електронска алка и медикаментна терапија, каде што лекарите ќе гарантираат дека педофилите ќе ги користат овие медикаментни средства се со намера да се намали нивното либидо. Првиот регистар на педофили во Македонија ќе профункционира за 20 дена, најавуваат од труд и социјала. На него со слика, име, презиме, прекар и адреса на живење ќе бидат објавени околу 70 лица кои одлежуваат казна затвор за полов напад врз деца. Но прашање уште колку скриени злоставувачи има во Македонија. За 64 годишниот молер педофил, ова е прва кривична пријава. Останува непознато дали 5-годишните близначки од Скопје биле неговите први жртви. Одиме од ето блок